ќе ни биде мило заедно да ви информираме за сите новитети, поточно за уписите кои што се во тек, уписи за во Академијата Леонтич се разбира, за фризери, машки фризери, козметичари, шминкери и масери. Повеќе подетално за ова ќе зборуваме со Васка Леонтич, повеќе од 30 години искуство во оваа област и кога станува збор за досирање на млади кадри, на луѓе кои што сакаат да продолжат во таа насока или во тие области, но Васка и вие кои што работите нели како што спомнав повеќе од 30 години, тоа е една бројка, 3 децении во кои што искуството само по себе нели го докажува практично на кое што го правите. Добро утро, добар ден, добар ден. Прво добро утро до сите гледачи до вам. Искуството го прави своето, перманентната работа, одржливоста во работата и страјноста. Значи, пат низ многу работи, не се така убаво и розово како што изгледа, претрпевме многу работи, и кризи, и ковидот, и сите тие работи, и да се истрае во сите тие препреки и да функционирате и да постоите 30 години, да градиме перманентност во работата, не е едноставно. Но што е тешкото во образовниот профил? Да речеме, многу е поедноставно во фризерскиот и козметичкиот дел како услугите, бидејќи вие следите трендот, модата, во општеството што се бара, што не се бара, што е актуелно и претежно тоа што клиентите го барат, но во образовниот процес е многу поинаку. Сосема поинаку, да. Ние мораме модуларните програми да ги менуваме некош и секоја година. Да се биде агилен и да се адаптира со новите предизвици на пазарот на трудот. Не само предизвиците, туку еве после ковидот се е променето. Значи ништо не функционира како што треба. Учениците се навикнаат од дома да работат, од дома да учат, да не сакат со физичко присуство. А праксата тука е многу важна. Праксата е битна, едноставно дури на интервју, на професионална ориентација не ќе да дојдат. Порано им беше предизвик да дојдат на разговор, да се видиме. Да се почувствуваме што се види. Затоа што еве сега кога започна кампањата, дали 20-тројца дојде на професионална ориентација, што претходно било по 20-30 групи. Така да гледаме дека има огромни промени, целата таа професионална ориентација се веќе се организира преку Zoom, преку Viber, веќе се е променето. Да, хибридно се функционира дефинитивно. Веќе начинот на кој живеат младите не е тоа што било пред 5-10 и повеќе години, да не ги набројувам. Токму поради тоа ние веќе ги променивме модуларните програми, одредена програма веќе работиме и преку Zoom, бидејќи така сакаат. Не е ни од економската гледна точка, бидејќи тие патуваат, доваѓаат, шетаат во Скопје, туку станува збор за еден летеричен начин на живот, еден комфорен начин на живот, кој едноставно се функционира преку интернет. Се функционира да седам дома, па ако можам од дома нешто да завршам, тоа ќе го направам. Но нашата професија и дејноста морате да имате личен контакт со клиентот, морате да имате личен контакт во самата атмосфера, во самиот амбиент се учи не само техничката работа. Туку се учат начинот на комуникација, како се менаџира во еден работен простор, ситуации кои не се предвидени, не се планирани да се видат, така да ученици имаат прилика од блиско да ги видат сите тие моменти. Кога вие предавате од Zoom, тој стил за мене е неубав и најнепрактичен, бидејќи само вие ќе ја предадете материјата, но ништо повеќе од тоа учениците нема да научат. Да, и дистракцијата е присутна. И во оваа област теоријата е попуста доколку тоа го нема во пракса, тука станува збор за... Ние теоријскиот дел цело време го правиме за време на праксата. Вие не можете да сувопарно да предавате, а при тоа техничкиот дел кој ќе работите да ќутите. Значи ние цело време дека шатираме, кажуваме како се дела секциите, поделбите, што значи секција, што значи поделба, исправното вие ако го кажете сувопарно теоретски, без да го презентирате на модел и тоа на жив модел, не на кукла, е голема разлика. Да се разбереме, ова е занает кој што бара да има присуство физичка така интеракција и меѓу другото да се поистоветиме сега со описите за курсевите и обуките, официјално добре дојде нели Академија Леонтич на Телма телевизија. Пред само некој период говоревме со Занечиската комора дека секој пат се бара во моментот има некој да речеме занаати кои што се во изумирање, органџија, чевлани така натаму, меѓутоа секој пат никој пат не изумре занаетот како што е фризерството, особено и козметиката и масерството, да речеме во експанзија. Како ќе го кажам, изумрените занаети, бидејќи младите генерации не знаат како било и тие сметат дека тие тоа го измислиле, меѓутоа не сваќа дека тоа уште од време на Клеопатра имале уметоци, имале додатоци, ние нитвак ние сме го измислиле, нитвак нашите генерации претходно тоа се
се работело, но тоа се трендови. Одреден период ќе се користат третмани, новинации, или се ако минивалот леле хите, минивалот јас сум го почнала да го правам уште пред 30 години како ученичка. У тој период беше афрото и трендот. Токму поради тоа тие што викам изумрени занајати не се изумрени, него во еден период се во мирување, па нешто повеќе се форсира или повеќе се нуди и тие ученици, да речеме, кои не учеле во школа, не се изучиле, не ги знаат техниките и правилата на работа, викаат, тој минивалот не е во мода, бидејќи не знае да го работи. Затоа што треба време и посветеност. Тој ќе земе подобро со пеглата за 5 минути. Сакат многу брза заработка, тоа е тоа што сакав да го кажам, многу брзо да заработат на брз начин, а притом не да вложат многу во себе. Тие сака за многу краток временски интервал да го научат образовниот процес, ако може за 1 месец, за 2 месеци, за 3, кој ќе кажете година дена обука, 8 месеци, 6 месеци, за нив е тоа вау, нешто многу. Меѓутоа морам да кажам, тоа се надоврзува и со возраста. Не може некој ученик кој само што го завршил основното или средното образование да дојде на курс и дека ќе може вештините да ги совлаза за месец-два. Тоа е невозможно, бидејќи тој нема работни навики прво да стане од дома, да дојде во 7 во 8 наутро. Тој секогаш се успива, му викате од 10, тој доаѓа од 10:30. Еве доцна. Значи прво нема навика да стане рано да дојде на работа. Прво ги учиме работните навики. Потоа немат навика да облечат униформа. Значи, првите 2-3 дена, после тоа веќе заборава да облечат униформа. Секој ден треба тоа да се повторува. Немаат навика да си ги запишат кога пристигнал, кога не пристигнал, да се подпише во евидентната листа. Немаат навика да си ги запишат моделите, што работеле. Тоа е нивна задача, си водат дневник за дневни активности. Ако ние како ментори, како мајстори, цело време тоа не ги подсетуваме секој ден, тоа немаат навика. Значи, вие требате секој ден тие работи да се повторуваат. Потоа, тоа е, веќе говорам за тие што завршуваат по средно училиште, кои ќе дојдат на обука до некаде до 25 години. На 25 годишна возраст тие веќе имаат работна навика. Некаде работеле, пробале, виделе што значи ред, дисциплина, што значи да се работи кај работодавец, што значи да се работи со предпоставен, што значи да се работи со модели, со клиенти. Веќе јас имав ученици толку беа не заинтересирани, моделот ги чека, што ти викаш? Па не е проблем, нека чека, јас сум ученик, ја плаќам за тоа. А моделот, бидејќи не плаќа за услугата, можеш да го малтретираш цел ден да те чека. Тоа е таква безобзирност. И дури тие демек што ти викаш? Ти нас ни вршиш мобинг, затоа што не тераш да бидеме дисциплинирани, да си дојдеме на време. Што е тоа битно ако доцнеме 15-20 минути? Значи, тие треба да дојдат, ако се од 10 на работа, да дојдат во 9:30, да си облечат униформа, да се средат, да си го наместат работното место, па во 10 саат да почнат. А тие ако се од 10 на работа, тие доаѓаат 5 до 10, па прво да се нашминкаат, па чекај кафенце, па појадок. Значи, тие 3 пати во денот користат пауза, а да не говорам колку пати во тоалет. Што телефоните им се битни да одговараат, да разговараат, а разговараат пред нас само ако се демек се болни, демек се им е, за да излезат порано од работа и да ги правдаш, да ги жалиш цел ден. Значи, токму поради тоа, таа структура на ученици, многу е битно да дојдат да работат во годишната програма. Тука 12 месеци ќе го видат точно процесот на работа. Што значи мртви периоди во годината, затоа што имаме ние мртви периоди, кога е летен период, кога е јануари, февруари, кога немаме туку работа со клиенти, кога се луѓето по одмори, по зимски, по летни одмори, кога е топло, кога ним се доваѓа да се третират, кога да речеме козметиката повеќе работи, кога е фризерски оддел поактивен, да направите една перцепција за 12 месеци процес. Тоа што ќе дојде на месец, на 2, на 3, тој не може да направи перцепцијата на едно салонско работење, никогаш. Дали ќе му се поводи во мртов период или во активен период, ако дошол јануари, февруари, до март, тој ништо нема да види. Нема да има осет. Нема да има чувство, што значи кога е тежок, кнап на работата и кога е релаксирано. Се што е другиот момент битен. Зашто се поделени програмите по квартали? Тие што се над 40 години, над 50 години, тие се веќе фамилиарни луѓе, каде што нив им е битна екзистенцијата. Нормално нив не можеме да ги држиме по 12 месеци, по 8, по 6 месеци, бидејќи нив треба веќе имаат работно искуство, или биле технолошки вишок, изгубиле работен однос, или не можеле да најдат со години работа или доквалификација, завршиле факултети, направиле магистри, што и докторати, меѓутоа не можел да најдат работа и нормално дека
за нечиството ја нуди најбрзата работа и да заработат и на најбрз начин да научат нешто да работат. Но мора да се разбереме дека тие што ќе дојдат во кратките обуки, тие учат одредени модули. Затоа јас цело време напоменувам таа професионална ориентација зашто е многу битна, бидејќи на таа професионална ориентација ние кажуваме што значи модуларна програма, како да направат најдобар избор за тоа што е наменето за нив. Тоа што има 50-60 години, бидејќи имаме и такви ученици, имаме таков програм, бидејќи тие отишле во пензија, меѓутоа пензијата не им е доволна за животниот стандард, за екзистенција и тие морат екстра се чувствуваат психофизички здрави, способни уште нешто да работат и тие можат и се најдобри работници, бидејќи не ги боли стомак, нема циклуси, нема дечковци, нема четање, нема телефони, социјални мрежи, тие се буквално посветени и најдобри работници во работата, а не се потребни како техничари, како колористи или било што друго во работата и се најдобри работници бидејќи знаат дека многу им е битно дека некој на 65 години им дал шанса да работат. Бидејќи тие во нашето општество се заборавени. Веќе кога ќе дојдат над 50, над 45 години никој не ги рачуна дека се добри за работоспособни, нит пак некој ги запослува, а никој не свеќа дека тие се веќе зрели личности, средени животни стандарди и веќе можат да се посветат во работата. Да, и тука се поставува едно прашање во однос на оно што го споменавте за помладите генерации кои што веројатно вас си го сватиле здраво за готово дека преку занечиството брзо се заработува и може тоа така брзо да го поминат без при тоа да доживеат како изгледа еден работен ден и да се види праксата на дело. Тоа е делумно домашно воспитување во однос на однесувањето кое што го споменавте, а можеби самото општество ни создава такви генерации од X фактори, а од друга страна и овие повозрастни генерации или возрастни групи како што ги споменавте. Но разликата тука е следна, кај помладите генерации времето е пред нив, а кај повозрастните времето е скратено. И тука ми се чини дека единствениот, да не го наречеме грубо хендикеп, но мало ограничување во однос на времето кога станува збор за ваква кариера или работа во... Так, па токму поради тоа направивме ние модули за да имаме за секој тип на категорија и за возраст. Кај нас модуларните програми се поделени спрема возраст. Не курс како курс, нудам за ногти, нудам за ова, па кој сака нека се запише, па е во една група ќе има девојче од 18 години и некој од 50 години, такво нешто нема. Ги делиме по возраст, бидејќи таа комуникација ја што ќе имам тој што е на 18, 19, 20 и 25 не е исто со некој што ќе разговарам што е кандидат ученик од 40, 50, 60 години. Возрастната разлика, животното искуство е многу различно и токму поради програмите се така направени. Учениците што се до 25 години, до 35 години идат секој ден по 8 часа во текот на денот на обука и се присутни на пракса, за разлика тие што се над 45 години, тие доаѓаат 3 пати во неделата бидејќи паралелно работат некаде. Или ги вработуваме кај нас во салонот, или веќе правиме договор, имаме колеги, имаме ние кариерен центар, каде што на мои колеги велат Васка, ве молам ученици од кој вас, подпишуваме договор со тие фризерски козметички салони или телевизии каде што имаат потреба од наша услуга и во тој случај ги праќаме на пракса, одат во нивните салони да го научат и нивниот протокол, а кај нас се учат само техничката обука. Што значи тоа? Кај нас ќе ги научам теоретскиот дел, усмениот дел, протокол на работа, како треба да изгледа во фризерски, козметички, во спа центар или хотелски услови. А кај нив одат да работат на салонска пракса со клиенти. Значи имаме и таква можност. Бидејќи некои не се од Скопје, се од другите градови, финансиски да ги растеретиме, да не престојуваат во Скопје, доаѓаат 3 пати во неделата технички дел го учат, а потоа во своите градови подпишуваме договори од цела Македонија, одат кај нив на пракса и работа со нивната клиентела. По завршувањето на секој месец од праксата вршиме евалуационен лист, колку тие научиле, колку совладале, ако треба малку разговараме со работодавците да обрнат во кој дел, каде што е најслабиот дел, да речеме ако е во шатирањето или во фенирањето, каде повеќе да им се обрне така, за да повеќе им се дадат модели и пракса, за да можат повеќе да работат. А тие што сакат да бидат комплетно кај нас од почеток до крај, до 12 месеци, до 8 месеци, до 6 месеци, да не одат кај други работодавци и салонската пракса со клиенти ја работат кај нас. Тоа е проблемот, ја зашто велам, да не се осудуваат учениците или пак луѓето кои кечат сакам брзи обуки, бидејќи ни времето ги гази и имаат потреба за екзистенција. Мора да се разбереме дека
тие учат во оваа дејност бидејќи им е потребна парата за живот. Да не се залажуваме. Тие што се младите кои имаат време, токму за нив времето има време, родителот уште го издржава и може да посветат подолг временски интервал, да учат и по година и по две, меѓутоа тие што се над 45 години кои имаат семејство и како им се брза или да заминат во странство да работат, потребни им се документи за виза, потребни им се документи препорака да им се напише, да аплицира за виза да добијат да работат во странство или полот партнерите им работат, им живеат во странство, па сакат и тие да се приклонат. Така да не е едноставно кога ќе дојде некој кандидат и ученик да бара да учи, кој веќе претходно има ограничен период за обука. Сум ви споменал и зад камери дека потекнам од занечиско семејство и нешто што го научив од мојот татко и веројатно и ние сега од нашиот занет професија, дека да се остане конзистентен, детерминиран, фокусиран е најважно. И меѓу другото на тој начин да гајме таа нишка на ингениозност. Меѓутоа, ако во овие 3 децении постоење на Академија Леонтич, трансформации, турбуленции, секакви цунамија сте доживеале. Што има кај новата генерација отсуство? Да речеме, каде треба да се фокусираат? Вие споделивте некои принципи и приоритети да се доде на време, да се зеде опремата и одговорноста. Што гледате кај новите генерации како едно отсуство можеби во карактерот и кога веќе ги мапирате новите занаетчи на оваа ваша сцена во Академија, кон што да се фокусираат пред да дојдат? Сега јас ќе ви кажам, јас го променив и принципот на предавање. Бидејќи претходно беше принципот на предавање, презентирате техниката, па тој да работи. Свативме дека со тек на години дека тоа веќе не функционира, бидејќи младите се седнати сега цело време пред интернет, тие веќе пробуваат дома да се шминкаат, да работат, да прават и тоа што јас ако сум принципиелна да седнам да им предадам, не веќе им станува монотоно. Некој сака, кој не е сигурен во себе, кој се плаши или некој му наметна страв, немој ти тоа сама да пробаш, тоа знаеш колку е тешко, затоа што некои од работниците кои не сакат, кои ќе видат млад, кој има талент и кој го сакаат и кој е сигурен во себе, нормално го чувствуваат како конкуренција и почнуваат да му набиваат комплекси и тоа веднаш се гледа после 4-та, 5-та недела дека тој вика ја нема да го пробам тоа, прво презентирајте ми. И веднаш знам од каде дува ветрот. Затоа што јас го знам првиот, вториот ден како бил храбар, почнал да работи и како поминува времето, некој почнува да им го обработува мозокот и веќе тие се го викам во ред. Веќе ми е многу јасно, веќе работам 30 години, психологијата на секој многу ми е добро позната, не мора да ми говори, очите кај им се шетат, веќе знам од кого бара поддршка. Да, работата со луѓе, самата комплексност на работата со луѓе е исто така. И тоа веќе се ми е јасно. Јас што барам? Чувство. Во нашата работа треба се развие чувство. А што значи тоа? Ја трчам кога дури звони звончето. Не можам ја да чекам клиентот втор пат да задзвони, дека тој чека пред врата. Ја трчам и таа се чуди ме гледам, не ти дека станеш, дека отидеш, отишло времето, клиентот се брза. Ја имам развиено чувство за клиентот кога се брза. Ако ми рече дека се брза, јас ќе трчам ни салонот, рацете ќе ги употребам најбрзо што може, не можам што да се докажам. Тој што не знае да работи, 3 сата да ја врти шишката, нема да ми ја направи. Ако знае со еден потек ја направи. И тој не сваќа дека му го одзима времето на клиентот. Тој не сваќа дека му ја малтретира косата. Нема такво чувство. Бидејќи тој мисли дека 3 сата кофенира, дека ќе го воодушеви клиентот. Ама клиентот не е глупав, не дошол само кај нас на салон, прошетал ни село Скопје и во свет. Токму поради тоа, мене ми е многу битно учениците да развијат чувство на време. Ако клиентот рече се брза, дека тој треба брзо да работи. Ако не знаеш да работиш, направи нешто најдобро што може од тоа што не знаеш да направиш. И не му го гуши времето. Кај нема да биде задоволен, кај ќе плаќа повеќе паркинг, затоа што за тоа најмногу се љутат кога се плаќа паркинг, и кога едноставно не му го почитуваш времето. Ја велам донеси, таа не одговара. Ја викам донеси, не одговара, чекај, па доека мрдне како на модна. Зашто викаш ти? За нив брзањето и чувството на време, тоа ја учам и керка ми сега, урлам, цела зграда слуша, бидејќи за нив смета дека тоа е безобразно. Дека тоа што имам јас сега, таа што се занесува, се што мене ќе ми го кажу. Младите имаат изгубено чувство за време. Младите немаат чувство ако некој рече се брзам. Дека сум дошла да бидам пристоен, ама не да бидам како новогодишна елка на главата. Не ми е битна дали јас денеска сум дошла пристојна да бидам. Не ми е битно од себе да ми биде свежа измиена, ама да не ви задоцнам.
Значи сум станала од 5 наутро да имам чувство и осе за да стигнам, бидејќи знам каков е метежот наутро низ градот. Меѓутоа, кај младите недостасува тоа чувство на време. Бидејќи тоа недостасува чувство на време, јас ја променив целата методологија во предавање. Сега кај младите јас како правам? Ти презентира ми што знаеш. Та викам, ја не си ми покажала. Бидејќи се плашат и тоа што го знаат да го презентират. Ја го гледам тоа што знаат, што гледале по интернет, што научиле, што не знаат, да можам, бидејќи ми е индивидуален пристап, не работам во групи, за секој отделно правам посебна програма, некој е брз, некој е слаб, работам на неговата мотторика. Џабе ја техниката да ја презентирам ако тој 2 сати фарба. Значи сепак индивидуална работа, не може тоа да биде. Во група не е добар квалитет. Во група се работи ако вие сакате да направите просечни. Ако сакате врвни, квалитетни да извадите кадри, морате да имате индивидуален пристап. Ја ако работам со 6 мина во група не можам да направам квалитет. Квалитет можам да направам ако ми е група 20 до 3. На 3 група немате квалитет. Бидејќи тој првиот како е направил маказата, од 6-тиот веќе го накажал фризурата. Морате да имате индивидуален пристап. Потоа секој има и стил на работа. Секој од нив, некој шминка јако, некој не шминка нежно. Некој му лежат повеќе темни тонови, некој тешкото му оди суптилното. Токму поради тоа, почнуваме основите да се знаат. Но јас прво ќе сработи го, гледам се плашам, не сека ни да проба. Значи едноставно, ма што ми интересираш. А тој што вика во ред ќе пробам, и да утнам, вие сте тука ќе ми коригирате, вие ќе ме поправите. Јас тие деца најмногу ученици ги сакам. Што се храбри, што пробуваат, што вложуваат, со таа дават иницијатива. Најтешки се тие ученици кои не дават иницијатива. Не, вие презентирајте ми, па ја по тоа ќе го работам. Ама тие се подлегнати под влијание на други, што го гледа дека тоа е квалитет, дека има талент и некој ќе мрчи, знаеш колку е тоа тешко, кажи на Леонтич прво да ти го презентира, па ќе го сработиш. Бидејќи тие поседуваат талент. А талентот ќе се извади максимумот од нив само ако му дадете шанса се да проба и да научи. А како потоа јас ќе го научам? Ќе ги гледам недостатоците, ќе го гледам во кој стил му лежи раката. Сите не јако учеле кај мене во Леонтич, ама секој има различен стил. Раката различно, окото различно гледа, некој сака темни тонови, некој сака светли тонови. Индивидуалниот пристап на работа е најбитен. И пристапот на менторот, меѓу другото, во работата со клиентите, со учениците, односно кандидатите и учениците е особено важно за оние кои што сакаат да слушаат и кои што се желни да научат и понатаму да се занимаваат сериозно со оваа професија. Имат луѓе, има ученици кои цело време викаат, виклимат со глава, слушаат, а у суштина не се присутни. Тие се физички присутни, меѓутоа психички и духовно не се. Што е битно? Ја зашто ја правам таа интеракција? Им давам самите, бидејќи тој туаш е многу поодговорен, бидејќи сум му дала шанса. Да. Тој што мене само ме следи, што ќе презентирам, тој ништо повеќе од тоа не работи. Него цело време работи тоа што ќе му го покажам, не е креативен. Но најдобри се тие ученици кои сум дала шанса, кои пробале и таму каде што сгрешиле или каде што не било добро, каде што ќе ги коригирам, тие најмногу научиле, бидејќи креираат, не ме копираат. Најлоши се учениците тие што ме копираат и со години настојуваат да фенираат како мене, да прават, ама не е успешно, а не дават ништо инвентивност од нив. И во таа работа треба да имаш свој стил на работа, така и да си карактеристичен. Затоа овој индивидуален пристап. Прво им давам да пробаат, да видат, да ги следам, а потоа да ги научам. Тоа е најтешкиот, затоа што треба менторот да вложи многу труд во нив. Менторот треба многу да работи со нив. Не секој ментор сака да се вложува. Нив им е да не се менуваат 10-20 години тематските целини, модуларните програми како биле верифицирани 30 години не се променети, немаат пакети, понуди, ништо направено, ќе го предаде часот, денеска е толку, ајде пријатно ученици, чао, се гледаме. И тие ментори можеби се најсакани, што не ги гушат, не ги терат, не ги силат учениците. Али ментор кој што е активен како мене, ден денеска работам со клиенти, ден денеска се што треба да се сработи во салонот работам, давам пример. И да зачистам, и да изметам, и да измијам канче. Не сум од оние газдарици или ментори кои се учениците да работат и вработените, ја да не пипнам ништо. На тој начин давам пример.
дека и по 30 години работа на мои 54 години, сето тоа ја го работам. И дека е возможно доколку се сака, така. И во однос на ова, како се ближиме кон крајот на гостувањето, кога споменавме дека уписите се во тек, кога зборуваме за сите овие, да речеме, ситуации со кои што се соочуваат и во долги години искуство, и проценката на оние кои што сакаат да бидат дел од оваа академија, што значи сето ова? Дали значи дека се филтрираат понатаму, односно се намалува бројката до оние кои што ќе успеат на крај да го добијат сертификатот за работа? Како изгледа тоа од оние кои што се пријавуваат па се до завршниот бидејќи рекламата оди од уста на уста ке нас, гледате, прв пат после толку години веќе не сме тука активни на медиумот, веќе воопшто не бевме. Ке нас доаѓаат ученици стрикно кои стварно сакаат да ја научат дејноста и кои сакаат себе си се гледат во таа идна професија. Кај нас не доаѓа само ради реда да го завршите, ќе се јават кога ќе видат пристапот на работа, веќе се откажуваат. И кај нас сите што завршиле ден денеска нивните салони по 20, по 30 години активно работат. И ние сме се уште како едно семејство, со нив комуницираме, доаѓаат на нашите семинари, на средби, на било што организираме, се присутни кој кога е во слободен и која може. Меѓутоа, што е најбитното, ние не правиме масовност. Нашиот тип на едукација на школа, бидејќи од индивидуален пристап, ние не записуваме по 100, по 200, по 100. Исто кога ми дојде на интегрална контрола, мене ми беше смешно кога од инспекторките ми вика, ама слаба ви е бројката. Па ја не правам масовност, тоа го прават други универзитети, каде што ми е битно пари да соберат, каде што не вадат кадри на квалитет, туку на квантитет. Нашата академија сака да понуди квалитет и тие после многу години сето тоа што го научиле да го работат и се сеќават. Вашиот принцип на работа ние го применуваме. Тие во своите салони веќе принципот на Леонтич го применуваат и веќе секој клиент кој ќе влезе кај нив, бевме кај вашите ученици многу добро не работат. Токму поради тоа, ние не правиме масовна бројка. Ние правиме нека се малку, но да се квалитетни. Бидејќи јас името на тој начин го градам на база на квалитет, не на квантитет. Инаку може, направите ги проформа, намалите ги фондот на часови, намалите ги нека бидат по месец, по 2, по 3, по 15 дена, симнете, спуштете ја цената, 100, 200, 300 луѓе ќе се запишат. Не е поентата во тоа, но нудиме можност, нудиме можност и за тие ученици кои финансиски не може да се запишат, каде што со Министерството за труд и социјала подпишавме договор за ранливата категорија на деца, семејства кои се финансиски не се во состојба да платат на своите ученици, а имаат потреба, каде што ние даваме стипендии, тие плаќа само до 90.000 денари или имаме како што оставена одговорност многу фирми кои им плаќаат за нив, а ние по завршувањето на година од обуката, една година од обуката, ги вработуваме кај нас или преку кариерниот центар што го имаме создадено, ги вработуваме кај наши колеги дали во Скопје, дали низ Македонија, па и надвор од Македонија, во Германија, во другите градови каде што имаат потреба, дури им ја подготвуваме целата документација за виза и за работна виза за работа во странство. Прекрасно. Мислам дека беше стимулирачки разговор, поддршка за новите кадри и бележете и понатаму успеси. Во ЕКСЕ веќе подготовките за и уписите, така што каде само кратко да кажеме Васка може да се и на веб страната. Значи на веб страната, на социјалните мрежи, на телефонот, лично со мене може да јас лично ги водам сите професионални ориентација, бидејќи на тој начин и учам што се случува со младите. Бидејќи на тој начин сите викаат на што се чудат овие од кои ќе ми дојдат од интернет компаниите кои поставуваат кампања, како е возможно вика стави тим. Не, јас сакам да разговарам. Кога ја лично разговарам со секој кандидат, учам и тие што сакаат, што не сакаат и што се случува во општеството. Вие кога ќе даете некој проформа да го сработи, он кој проформа ќе го сработи интервјуто, но јас од секој тој разговор извлекувам многу pouка. Значи сите може да се јават во Академија Студио Леонтич, во приватниот обучен центар, на телефоните кои се поставени на социјалните мрежи, на веб страната. Сите информации ги имат на веб страната и цени, и фондот на часо и времето, но сметам дека најдобро секој да се јави за професионална ориентација, ќе добие многу повеќе информации него ли тоа што може да биде наведено на веб страната. Уште многу години постоење и успех на Академија Леонтич посакуваме, како и на она кое што е ваша работа секојдневна со клиентите. Нашата соработка продолжува и ќе бидеме во текст со сите новитети, па ќе можеме да ги пренесеме на и благодарам и до гледачите што не следа утрово.